Добро вечер, јас сум Александар Мачевски, еден од организаторите на сточарската вечер. Пред 4 години организирахме првата сточарска вечер. Сега организираме по втор пат зарад короната. Благодарни сме на сите сточари што не поддржаат од источниот дел. Имаме главни спонзори, благодарение на сите. Целта е да продолжи традицијата и многу сум благодарен и многу ми е мило дека ова вечер имахме околу 270 гости од цела кафана Мистон пна. За државата, за сточарите треба да обрнат внимание на кој чува, убаво да знаат дека се чува стока, да не дава надолена там на онам пари да не ги трошат по парламенти, по марламенти, треба ставно на сточарите. Сточарството иде на право место, сточарството станува гранка, исплатлива гранка. Благодарни сме, до сега и субвенциите се ни пушили редовно. Благодарни сме со телињата со откупната цена. Треба да сме благодарни за пролети и за јагнињата. Државата треба да обрне на сточарство најмногу доста. Ако не е сточарството, државата ќе пропадне още по. А од каде се имате гости, да ни кажеш, гледаме присутни луѓе од многу градови? Имаме од Македонска Каменица, Делчево, Виница, Штип, Кочани, Струмица, Берово и Пештево. Значи прво поздрав до сите присутни. На мене ви е намистина драго што се собраме во толку голем број. Значи да ја покажеме нашата упорност во тие комплицирани времења, време на посткорона, време на економска криза. Значи се надеваме со нашата упорност дека навистина и понатаму ќе останеме сплотени, ќе се поддржуваме едни со други, затоа што пред нас навистина престои некој кризен период од недостаток на храна и многу други, значи репроматеријали како што се скапи и понатаму ќе скапнуваат. Се надеваме така заеднички, здружено, сложно и сплотено ќе ги оствариме нашите цели, нашите идеи, така да можеме сите ние заеднички да бараме што ни треба од државата, а таа да ни помогне за да останеме на тоа поле каде што сме, тука да инвестираме, да напредуваме, државата да не поддржува нас, а ние да ја враќаме со приходи и со добивки. Ние се занимаваме со овчарство и полјоделство, пошто работиме на ниви и си произведуваме храна за нашите овци, бидејќи сето наше производство е органско, кој се стреми со повеќе критериуми, затоа сме производители и на поле за храната и овци, значи произведуваме органско млеко, органско јагне, органско сирење. Задоволни сме досега од нашето производство, ама не сме задоволни од недостатокот на работна рака, која навистина не спречува во остварување на нашите цели и идеи. Инаку работата не можеме да кажеме дека е многу сјајна, таа е напорна и посветена, ама ние сме упорни и се надеваме дека ќе издржиме. Јас сакам и захтевам сточарството да обстане во Малешевијата, кој што веќе младите не сакаат да работат со таа дејност, бегаат по странство, сметаат дека веќе таа гранка изумира, дека веќе нема исплатливост да се работи, меѓутоа тоа треба и државата да им помогне, за да може да обстане еден млад земјоделец во таа држава да просперира и да работи понатаму. Внимание највеќе треба да се обрне на секој млад земјоделец, треба да му се помогне со некоја сума минимална, за да може да купи своје стадо или крави, овци, кози, за да се определи на свој бизнис и државата да му даде грант кој може да просперира и да може да го оствари својот сон, за да може да во иднина да чува нешто. Ништо не чувам, пошто сам на школување средно школа во Свети Николе, 3-та година, јас како млад сточар земјоделец имам наследено од мојот дедо и мојата баба во селото Панчарево, имам наследено штало, се имам тие работи, па здрави живот кога ќе завршам факултет, сакам да се определам на гранката сточарство со овчарство, да чувам овци, пошто овчарството во Малешевијата веќе изумира, веќе над 90% изумира овчарството во Малешевијата. Ете, во нашето село има околу 120-130 грла овци и тоа само еден човек ги чува, а пред неколку 5-10 години се чува околу 10 и повеќе булаци стада на овци.
се чува, јас мисля дека за секој млад земјоделец, секој младо дете да се врати во овој крај, да ги искористи сите гранки, сите природни ресурси, треба државата пред се да му излезне во сусрет со некој минимален град од 5 до 10.000 евра во минимална вредност, за да може он да потекне свој сточарски бизнис. Сакам да успеа во Македонија, ама моментално сум во Италија, немам услови тука во Македонија, слабо иде со цена, трговија, чувам моментално крави, имам околу 20. Јас сам Горан Стаменков од село Климанци, Виничка општина. Цените са малку катастрофални. Значи, нашето производство е ниско, а другите цени са малку повисоки. Значи, треба нашето производство да се покачи со другите цени. И за да бидеме ние задоволни, ние сме сточари, ние произведуваме млеко, месо и така. Јас имам моментално тов и овци. Околу 200 грла овци. Млади луѓе нема шанси да се вработат на таа опција, мислам, да обстанат апсолутно. Ние, тие што сме за останати, за тоа можеме да поработиме, али ако се покачат цените. Ако не се покачат цените, нема шанс. Апсолутно нема шанс. Не само како гигант на фармацевтска индустрија, ја бех и на пат ишата да направиме најдобрата и најбрендираната малешевска млекара. Јас не знам од кои причини во Малешевијата почна да се намалува сточниот фонд, почна да се на некој начин деградира најосновниот и најисториски доходовен бизнис, да речам на нашински вака, од сите времења во Малешевскиот крај било сточарството. За жал сега, драго ми, меѓу тие сточари што сум сега, тие беа мои сите деловни партии на нашински кооперанти и гледам дека атмосферата се загревја, во наводници би го рекол тоа, бидејќи истите овчари овдека сакаат да го продолжат сточарството. Во моментот имаме најлош индекс на сточарство, на сточен фонд во историјата од Малешевијата. Посебно сакам да нагласам дека треба да им се обезбеди на младите. Не треба да го понижуваат позивот овчар. Јас сум овчарче. Јас сум овчарче и на овчарска вечер. Овчарче од Русино, а од овчарче постанав тоа што сум денеска. Така да не се обесхрабрува. Дајте во сточарството да гледаме иднината на Малешевијата. Ние го имаме најдобриот бред. Малешевијата има преко 360 домицилни автохотни растенија, мислам треви, кои му дават посебен шмек и посебен антибиотски статус на малешевскиот млечен производ. Лактацијата е многу по-добра од ваквата трева кај нашите сточарски, да речем, видови, дали се тоа крави, дали се тоа овци, дали се тоа кози. Затоа сакам на нашите сточари да им посакам се најбово и заедно ќе бидеме појаки и сега ние да го најавиме друштвото кое сега во фаза Малешевци за Малешево. Тука ние ќе се бориме за да го повратиме малешевскиот етнос и во земјоделието, и во музиката, и во културата, и во науката, и во обичаите, и во ширината на пријателството, на роднинството и така натаму. Затоа уште еднаш поздрав до сите овчари од овчарството Механиски Благоеве. Мене ми е особено чест и драго што сум присутен на овој настан кој што ги собира сите сточари и земјоделци во целата Мелешевија. Се надевам дека оваа пракса ќе продолжи во иднина и треба сите сточари и земјоделци да бидеме обединети пред се. Значи да си помагаме едни со други. Врз основа на овие тешки времења и сето тоа моментално што се случува на берзите со храна и ред други работи. Значи, пак би рекол дека земјоделецот треба да се стаи на прво место во државата како и доктор. Се уште имаме активни и позитивни случаи на ниво на Куманово. Мене ми е жал сето ова што се деси, каде што моментално имаме една рецесија, имаме една инфлација, каде што народот е сиромашен и се удри највише се удри по честниот земјоделец. Немојте да мислите дека пред себе прати упорака дека големите фарми имаат нешто против
малите земјоделци и малите мини свињарски фарми и ред други работи. Значи, ЕУ легислативата така налага и тоа мора да се испоштува. Пред се би кажал, значи би апелирал до сите земјоделци, се надевам дека пак ќе се дозволи репопулација на мини фармите и фармите. Меѓу време додека фармите им се празни на тие што им ги депопулирале, да ги подигнат биосигурносните мерки, да ги оградат фармите, да стават дезбариери, да стават комарници, значи повеќе да се иде баш на строго и така. Дали прв пат сте тука на оваква средба во Берово? Како ви се... Не, Берово често доаѓам. Значи Берово е еден прекрасен, убав град каде што има топли и драги луѓе. И секогаш во моето слободно време јас гледам да го посетам. А на Овчарска вечер прв пат сум, пред тоа сум бил и Битово, и Демиркисар, и Кичево. Прв пат е со фармерите од истокот. Знаете како? Барите на мене дека до него се треба. Пред се би апелирал дека државата треба да посвети многу повеќе време и внимание на младите. Значи, младиот човек треба да се задржи во државата и тоа е една гранка која треба да расте и да се развива. Знаете како, доаѓаме во време каде што секоја година, познавајќи ги и другите, бидејќи сум ветеринарен доктор по професија, се заоснува цело сточарство на субвенции. Субвенциите треба да се тргнат. Поточно. Значи, треба да се иде на рентабилно, треба да се увезат приплодни раси, млечни раси, товни раси, зависи кој како, према што сака да си се ориентира. Пред се исто така би апелирал дека мора да има и модернизација. Модернизацијата е на прво место. Не може ние да се навраќаме 100 години наназад како чувал нашиот дедо или прадедо и така моментално да се чува. Има многу работи да се коригираат, ова малце би ја ставил како негативна критика, али и македонскиот сточар и земјоделец не ќе да слуша кога ќе дое некој поискусен и да му додели некој совет. Така да знаете, долга и широка е темата, ама мислам дека на прво место државата треба да ги стави младите. Вие имате одлична клима, цела Малешевија, имате одлични услови, одлични пасишта, одлично земјиште, што гледајќи по статистиката многу малце е работено, значи треба да се обрне многу внимание, посебно на вашиот дел каде што 99% е чисто македонско православно христијанско население. Така да од мене, од моето здружение, моите фармери имаат поддршка земјоделците за што и да треба тука. Денеска сите овде, односно вечерва сме собрани, така наречена сточарска вечер. Едноставно и докторите и сточарите да здивнат од целодневната секојдневна работа, со кој што се среќаваат секојдневно и да се видиме, како што каже на нашо кажано, да размениме некој мислење и тоа е тоа. И без да кажуваат, тоа се гледа, има секојдневни проблеми кои што навистина треба полека да почнат да се решаваат. Значи проблем со цените за фуражите, односно храната, проблем со фактички со млекото, откупот, самите субвенции, проблем со високите цени и на нашите лекови што се вика, кога ние ќе го набавиме лекот на вистина многу скапо, на вистина треба и самите интервенции да бидат скапи и во тој дел. И најгорлив проблем е тоа што самите сточари неколку години поред кажуваат, значи рок за исплата на субвенции. Значи да се каже јуни, август, значи било кога секој да си планира како да помине зимата или пролета, зависи кога ќе биде решен да биде тој навистина рок за исплата на самите субвенции. Па за жал е така, фактички процентот на по години, односно по старост на нашите сточари се гледа дека млад човек едноставно не се занимава со тоа, но самата стимулација од државата и самата стимулација од Агенција за храна и ветеринарство и од земјоделие би требало да помогне нешто да се промени. Тешко ќе биде, но дали ќе се успее ќе видиме. Јас сум Власта Петровиќ, значи регионални менаџер у Македонија, значи овде сам чешće у Бероvu zato što imamo znači maloprodaje koje prodaju naše koncentrate. Imamo dobru saradnju sa vama i ima još uvek prostora
Zato smo i odlučili da prisustvujemo na ovom skupu. Pa vidite, ovo je jedan od krajeva, znači, koji je značajnije se uzgaja ovca, tako da ima prostora da bude to još bolje. Treba se udružiti, formirati zadruge, udruženja, da bi ostvarili, znači, lakše da prodate proizvode, da nabavite hranu jeftinije. To je neki savremeni način komuniciranja. Ova korona i ova kriza, znači, doći će bolji dan za uopšte stočarstvo, a pre svega za ovčarstvo. Retki su primjeri, znači, gde se mladi ljudi uključuju u stočarsku proizvodnju. Uglavnom nastavljaju tradiciju od svojih predaka, ali mislim da će se promeniti vreme. Znači, na ovim našim prostorima, znači, ono što mi možemo raditi i što je perspektivno je proizvodnja hrane.